Овој викенд во Тетово ќе се одржи третата државна меѓународна изложба на украсни птици и ситни животни во организација на Сдруженијето Дијамантски петел. Кажете ни каде ќе се одржува изложбата и кои се ќе учествува на неа. Оваа година со поддршка на локалната самоуправа на општина Тетово, Македонскиот сојуз и членовите, активистите на нашето Сдружение за заштита и одгледување на украсни птици и животни Дијамантски петел од Полошкиот регион и организираме нашата пета изложба, но трета од државен и од трета од меѓународен карактер, која што оваа година организираме во спортската сала во Текстилното училиште на 3 и 4 ноември, каде што покрај ревијално учество, односно каде што ќе може да бидат представени голем број на разни видови украсни птици и животни, оваа изложба ќе биде и од надпреварувачки, односно такмичарски карактер, каде што врвни познавачи, експерти од областа на одгледувањето на украсни птици и животни ќе ги оценуваат нашите птици, а за најдобрите секако ќе се добиваат награди, дипломи, пекари. Од каде се имате пријавен одгледувачи и дали интересот веќе е голем? Да, можам слободно да кажам дека нашата е една од престижните изложби не само на ниво на Македонија, туку може да се каже и дека во некои делови од окружувањето во другите држави, најдобрите одгледувачи на ниво на Република Македонија веќе го пријавија своето учество, ги пријавија своите птици, че учествуваат на оваа престижна државна и меѓународна изложба. Како наши гости оваа година имаме гости од Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија, кои што напоменав дека користејќи ги стандардите, европските стандарди на како една птица, еден вид на украсна птица треба да изгледа, ќе ги оценуваат овие птици. Дали откако започнавте со овие изложби се зголеми интересот барем во Македонија за одгледување украсни птици и ситни животни, откако започнавте со промоција на ова хоби, да го наречем? Навистина, во почетокот, можеби пред 5 години кога го формиравме нашето здружение, тоа беше една група на одгледувачи и ентузијасти кои што се решивме да навистина нашето хоби да го презентираме, односно по пат на организирање на изложби да можеме нашите птици да ги представуваме. Сега за 4-5 години наши активности навистина можеме со гордост да кажеме дека ова здружение не само што брои голем број на членови активисти, туку навистина одгледувањето воопшто, односно посетувањето на изложбите е на едно многу повисоко ниво. Успеавте да формирате сојуз на одгледувачи на ниво на Македонија, како течеше таа постапка? Нашето здружение можем да се пофалам дека е еден од столбовите на новоформираниот Македонски сојуз на одгледувачи на украсни птици и животни, во соработка со неколку здруженија од Прилеп и од Скопје. Ние формиравме Македонски сојуз и каде одмав во почетокот ги поставивме нашите две главни активности, односно цели, првенствено е промоција и подигнување на одгледувањето, односно презентацијата на украсни птици и животни на едно повисоко ниво, а едно од вторите наши можеби покрупни наши амбиции, односно цели се да истиот овој сојуз биде дел од европските структури, односно да биде дел од европските изложби на украсни птици и животни, каде што ние ќе можеме меѓународно да учествуваме, но секако како и голем број на одгледувачи од другите држави да го посетуваат нашиот град, нашата држава, едноставно да го презентираме нашите хоби и надвор од Република Македонија. Кои се вашите планови следни за организирање нови изложби, учество на меѓународни изложби? Прво да напоменеме дека нашите главни планови што се однесува до Македонската федерација е дека од 9 до 11 декември оваа година ќе бидеме на покана на Европскиот сојуз на одгледувачи на украсни птици и животни, ќе посетиме една од најпрестижните светски изложби во Лајпциг, Германија, каде што ќе имаме контакт да не само да се сретнеме и да видиме голем број на би рекал можеби совршенство за одгледувањето на украсни птици и животни и да ги напоменеме сите оние цели кои што претходно ги напоменав, односно да Македонија како сојуз, како федерација бидеме дел од овие европски структури. Што се однесува до активностите на нашето здружение, навистина ние нема да престанеме тука само со организирање на изложби. Покрај изложбата во Тетово што организираме, почнуваме и во општина Брвеница да организираме државна и меѓународна изложба, тоа е во месец февруари, односно секако посетуваме голем број на одгледувачи на ниво на Македонија, посетуваме голем број на одгледувачи во странските држави, сепак искуството од другите држави е навистина на повисоко ниво. Морам да напоменам дека овој вид на хоби во другите држави, во државите Србија, Хрватска, од поранешните бивши југ простори е на многу повисоко ниво, каде што видни луѓе, зафатени луѓе, бизнисмени се занимаваат со ова хоби и секако резултатите се навистина на едно повисоко ниво. Но сепак ние во домиро на нашите можности се разбира, како ентузијасти не престануваме тука, нашите активности ќе продолжат понатака на едно повисоко ниво. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и сакаме првенствено да се заблагодарам на членовите на Сдруженијето Дијамантски петел кои што навистина со еден ентузијазам пристапувајќи кон ова
на некој начин сериозна работа, обврска за организација на не само на оваа изложба, на сите активности што ги имаме. Првенствено нив би се заблагодарил и уште еднаш би ги поканил сите љубители, сите оние кои што сакаат да почнат со одгледување на украсни птици и животни, сите оние кои што сакаат да видат навистина интересантни, специфични птици, дека ги донесат своите деца, нека дојдат во текстилното училиште на 3-4 ноември овој викенд во спортската сала, ќе имат навистина убава можност да еден викенд да се помине со птиците, со природата. Морам да напоменам дека нашите изложби се навистина добро посетени. Често пати сум напоменувал дека нашите изложби се не само посетени, многу спортски, културни настани можат да позавидат на нашата посета. Затоа што сепак е тоа нешто искрено, нешто убаво што ретко може да се види во нашиот град. Благодарам.